Новата сезона во втората македонска фудбалска лига стартуваше со погодоци на сите надпревари. 4 домашни победи, една гостинска и 2 ремија. Тоа беше епилогот од стартот на 35-тото издание на вторлигашката конкуренција. Осогово откочени со минимален пораз се стартуваше новата сезона, откако загуби во Струмица од Беласица со минимални 1-0. Струмичани со голот на Род Мемеди стигнаа до победа во втори дел од надпреварите и победнички отворија сезоната. Меч кој го следете во живо на Емнет телевизија. Детонит Плачковица со сигурни 0-2 славеше над ланскиот прволигаш Купи со погодоците на Голубов и Димовски. Со резултатот 2-0 и тимот на Бреера Струмица славеше над Еурмилк од Горно Лисиче преку головите на Ристов и Жоглев. Ланскиот прволигаш победнички тргна во новата сезона. Работнички имаше највисок триумф пред домашната публика со 3-0 го доби Кожув од Гевгелија, додека пак Македонија Ѓорче Петров и Тетекс ги поделија бодовите играјќи 1-1. Дербито на Билинен извори му припадна на Охрид кој со 2-1 славеше над Новаци, а двоен стрелец беше Каладонски, откако првиот гол го постигна од белата точка. Колото беше комплетирано синоќа со надпреварот меѓу Пелистир и Камини, каде конечниот исход беше реми со по еден гол за конечни 1-1. Љупче Трпески влезе во историјата на клубот како прв стрелец за Камини во втората лига, а дебитантот беше блиску до 3 бода во Битола, откако Трпески постигна гол против својот поранешен клуб за 0-1, а во вториот дел Мирчевски од пенал изравни на конечни 1-1 во 86-та минута, во меч кој се емитуваше во живо на Емнет телевизија. Работнички, Бреера Струмица, Детонит Плачковица, Беласец и Охрид со по 3 бода стартува во новата сезона. Тетекс, Камјани, Пелистир и Македонија Ѓорче Петров со по 1 бод, а на стартот на новата сезона во втората лига без бодови останаа Осогово, Новаци, Шкупи, Еурмилк од Горно Лисиче и Кожув.